Почитувани драги студенти, драги гледачи. Добродојдовте во новото издание на емисијата Студентски пулс. Во денешното издание имам особена чест и задоволство во студиото на Студентски пулс да ја гостам Европската медицинска студентска асоциација на Македонија, односно ЕМСА, која што е невладина студентска организација на Медицинскиот факултет во Скопје. Заедно со мене во студиото се председателката на ЕМСА Македонија, Ања Ангеловска, и заменик председателот на ЕМСА Александар Јовановски. Добро ми дојдовте и како сте? Јас сум супер, ти благодарам Филип, ти благодарам на поканата. Чест ми е што сум овде во ова прекрасно студио, многу е пријатно, многу убава атмосфера и се надевам дека ќе имаме убав разговор. Така, Александар, добар ден и за тебе. Добар ден на тебе, Филип. Јас ке кажам исто кој благодарам многу на поканата, многу добар амбиент и едва чекам за нашата дружба во текот на оваа емисија. Така, и мене ми е особено драго и ептен ми е чест и задоволство затоа што и јас сум дел и член сум на ЕМСА Македонија, при тоа сум директор на столбот за медицинска наука и истражување при ЕМСА. И баш ми е така мило што ќе можеме да ја представиме ЕМСА Македонија, се надевам во едно преубаво светло, да ги запознаеме студентите, еве на медицинскиот факултет. Јас верувам дека сите знаат и слушнале за ЕМСА, но ете оние кои што, ако има некој кој што не слушнал, да го запознаеме, а при тоа да ги запознаеме и останатите студенти на УКИМ, па и студентите пошироко нели во нашата држава. Јас за почеток ќе почнеме, еве Ања, со тебе. Сакам да те прашам како би ја представила ЕМСА Македонија на студентите кои, како што наводнав, прв пат слушаат за оваа организација. Така, ЕМСА Македонија е невладина студентска организација наменета за студенти по медицина, која им овозможува да се развиваат и надвор од стандардната студентска програма или официјалниот курикулум. Значи, ние тука организираме разни видови на проекти, едукативни програми, работилници, предавања, јавноздравствени кампањи, меѓутоа е многу важно вмрежување со студенти од различни делови на Европа. Сите со исти амбиции, но на различна територија. Ние сме всушност дел од една поголема асоциација, поголемо семејство, ЕМСА Европа. ЕМСА Европа вклучува околу 130 факултетски организации. Сите се залагаат за подоброто медицинско образование и зголемување и подобрување на студентскиот и професионален личен развој. Секоја година учествуваме редовно на нивното пролетно и на есенско собрание. Тука се запознаваме со многу групи на студенти, си разменуваме различни типови на практики, различни идеи, за подоцна да ги креираме и тука и да ги имплементираме во нашиот фокус на работа. Така, Александар, ќе продолжиме со тебе. Сакам да те прашам како е да се биде член на ЕМСА и дел од тимот на ЕМСА. Значи, да се биде член на ЕМСА Македонија е едно многу убаво чувство и би рекол привилегија, а уште поголемо чувство е да се биде дел од самиот тим на ЕМСА Македонија. Сите членови во ЕМСА Македонија се доста запознаени со нашите работилници, со нашите предавања и доста од истите стекнуваат одредени вештини кои што понатака ќе ги искористат како идни лекари, нели? Да се биде член е доста поразлично да се биде дел од тимот, бидејќи кога си дел од тимот секојдневно соработуваш со лица кои што имаат различен карактер и се трудиш да на секојдневна база да соработуваш со истите. Тоа на еден начин, пак ќе кажеме, привилегија, бидејќи со самите тие различни карактери на луѓе можеш да запознаеш и нови идеи, нови соработки и најбитното од се е што со сите тие лица стремиш кон една цел, а тоа е да направиш нешто ново што ќе остане за себе во ЕМСА Македонија. Така, Александар. И сега, пошто си двајцата вас ве знам, нели соработуваме во ЕМСА, ве знам и како колеги, пошто сме студенти на медицинскиот факултет пред се. Од прилика ги знаеме приказните на секој како нели дошол во ЕМСА и како станал член на почеток активен, па потоа и дел од тимот. Ања, ме интересира тебе што те мотивираше лично да се вклучиш во ЕМСА?
Јас со уште двајца мои колеги од мојата група, уште од прва година на моите студии, се зачленивме и аплициравме да присуствуваме на мотивацијски викенд организиран од ЕМСА Македонија. Јас не бев целосно сигурна што не очекува таму, меѓутоа кога се вратив од тоа патување, бев целосно инспирирана за тоа што стануваше збор. Че се обработуваат теми за емоционална интелигенција, подобрување на меките или soft skills, вештини, потоа работење во тим, тимска работа, правилно сослушување на соговорникот, вештини кои што секој човек треба да ги поседува, а особено еден здравствен работник. Сватив дека такви вештини може да се со такви вештини можеш да се здобиеш само во организацијска структура и ЕМСА Македонија како организатор на настанот и како организација која што се залага за развој професионален и личен на студентите можеше да ми го овозможи тоа. Па така и веднаш се зачленив како активен член во организацијата и продолжив понатака до сега, до текот на моите студии. Така, значи цели 5 години колку што траат студиите, толку и ти нели си дел од ЕМСА Македонија. Сега ЕМСА Македонија ни функционира на принцип на столбови, кои што нели ги имаме повеќе столбови, након на тоа со тоа што секој столб си има свој нели директор кој што го води самиот тим и организира различен тип на настани, за што ќе збориме малце подоцна, но битно е да напоменеме дека ЕМСА има нели позади самите тимови има едно огромно семејство на активни членови. Сега Александар ме интересира како изгледа процесот некој студент кој што е нели редовен студент на медицински факултет да стане активен член на ЕМСА Македонија. Значи процесот како да се стане активен член е многу едноставен пред се и доста транспарентен. Секој студент на медицина што е прв циклус, нели општа медицина, има право да се зачлени своеволно по ЕМСА Македонија. Тоа започнува само иницијативно. Доста од колегите нели ќе слушне од другарка или од нашите социјални мрежи дека има простор за нели кога имаме повик за да се зачленат. И од таа сама иницијатива подоцна продолжува во присуство на нашите проекти, настани и работилници кои што ние ги организираме. И токму на самите тие работилници понатаму има простор за лично продолжување, односно за вземање на одредени насоки, бидејќи како што спомна и ти пред малце, ние имаме различни столбови, 5 столбови, и секој столб си има нели различна функција и токму нашите активни членови понатаму што им е од интерес и завземаат кон тој одреден столб, со што понатаму може да се уклучат и во тимот на координатори. Тимот на координатори ни е еден вид на продолжен тим, кој што тој тим на координатори има улога заедно со директорите да им помагаат во самата организација на проектите на нашите 5 столба. И би кажал од едно само иницијативно нели започнување, односно зачленување во ЕМСА Македонија, имаат простор што подлабоко да продолжат во ЕМСА Македонија, па нели да стигнат и до самиот тим, нели извршно координативно тело или пак извршниот одбор. Така, и сега ме интересира за тоа што и јас нели ги спомнав столбовите, ви Александар ги напомена столбовите, врз тој принцип нели и функционира и работи ЕМСА. Секој столб, како што спомнавме, се организира настани. Ања ме интересира кои се активностите и настаните кои ги организира ЕМСА Македонија. Така, како што кажа, ЕМСА Македонија се состои од 5 столбови кои што функционираат и развиваат проекти според својата област. Например, медицинската едукација повеќе се заснова на hands-on или практични работилници и тоа е најмногу поради барање на студентите. Тие често истакнуваат дека традиционалното теоретско знаење доминира над практичното, па и тука им даваме можност да ја детерминираат и својата
кариера со која што ќе сакаат да продолжат да се бават специјалноста за во иднина. Столбот за европска интеграција и култура организира неделни размени на студенти. Тоа е еден двунасочен простор каде студентите од партнерската организација ја посетуваат нашата држава, се запознаваат со нашиот образовен и здравствен систем, преку претходно предодредена академска и социјална програма, и истиот принцип функционира и во државата партнер. Значи, нашите студенти одат на размена и разменуваат искуства и идеи. Потоа имаме следен столб, медицинската етика. Медицинската етика поставува прашање за разнишни етички дилеми и дебати кои што се заснуваат на некои поактуелни медицински теми. Потоа го имаме следниот столб, тоа е јавното здравје. Тука се опфаќаат кампањи и проекти со цел да се подигне свеста на населението за различни и најчести здравствени состојби, како и значењето на превенцијата и скринингот. И за крај мојот умилен столб, каде што сега позицијата на директор ја имаш ти, медицинската наука и истражување. Медицинската наука и истражување има за цел да ги поттикне студентите да се занимаваат со научно-истражувачка дејност уште во првите денови од нивниот кариерен процес, да кажам. Значи, тука се спотикнуваат студентите да читаат разни видови на литература, да селектираат податоци кои што им се од интерес, релевантни податоци, да собираат податоци, да ги обработуваат и на крај да ги сорочат и да ги структурираат во еден научен труд. Меѓутоа, се со цел тоа да биде медицина базирана на докази и критичко размислување. Така да, и јас можам да кажам дека столбот за медицинска наука и истражување е еден од моите омилени, уште пред да влезам во ЕМС и да бидам во самите столбови и дел од тимот на ЕМС. Сега ми интересира, Александар, каква е визијата на ЕМС Македонија? Визијата на ЕМС Македонија е ние како студентска организација секогаш се стремиме да бидеме во тек со работите кои што се иновативни. Ние секогаш се стремиме кон квалитет отколку кон квантитет, бидејќи знаеме дека колку по-квалитетни работи донесеме на нашиот факултет во однос на работилници, во однос на идеи, на проекти, толку поголем интерес ќе има кон страна на студентите и толку подобри вештини ќе имаат нивна страна да стекнат во текот на истите тие проекти кои што ги организираме. Јас би кажал дека визијата може да се базира на нашите корелации со повисокото ниво, односно ЕМС Европа, бидејќи клучната цел со работката со другите факултативни студентски организации ширум Европа ни дава можност токму тие работилници што се моментално во нивниот пик и што се поиновативни од, да речеме, по западните делови на Европа, да ги донесеме токму тука кај нас и да пробаме се повеќе тие да не биде толку формален начин на учење, туку по иновативен, по креативен и по нов процес, за да се стекнат токму тие вештини кои што им фалат на студентите, кои што пробуваме преку надвор од курикулумот да ги донесеме. Така, ние од Александар слушнавме визијата на ЕМС Македонија, но секоја студентска организација, особено и невладините, па и не само на нашиот факултет на медицински, туку и пошироко сите невладини организации се соочуваат со одредени предизвици. Со какви предизвици се соочува ЕМС Македонија како студентска организација? Сметам дека најголемиот предизвик е управување со времето или тайм менеджмент. Нашиот тим се состои од 12 редовни студенти на медицинскиот факултет и сите од прва до 6 година. Па мислам дека е
малку потешко да се координираат факултетските обврски заедно со активностите кои ги налага самата организација. Друго нешто е ангажманот на се повеќе активни членови во организацијата, заради тоа што се тие се наши студенти, пријатели, колеги. Па ние сме организација која што нуди практични вештини од студенти за студенти и се базира на тој принцип. Па ета еден поголем предизвик е да ги привлечеме на некој начин студентите да станат дел од нашето семејство. ЕМСА Македонија. Така, Александар, ти во претходното прашање, нели, кога дискутиравме за визијата на ЕМСА, ја спомни соработката со ЕМСА Европа. Исто така, ти си асистент во ЕМСА Европа, па кажи ни малку повеќе за твојата улога таму и кои се твоите главни одговорности. Да, покрај моите одговорности во ЕМСА Македонија, имаме и дополнителни одговорности во ЕМСА Европа. Јас сум асистент на улогата TEO, тоа е позиција Training and Events Officer. Кратко кажано, тоа е улога во која што се организираат сите оние настани и soft skills тренинзи во склоп на ЕМСА Европа. Па мојата улога како асистент на таа позиција е да помагам во самата реализација на проектите и самите настани, со тоа што да се биде асистент во ЕМСА Европа е доста захтевна работа, бидејќи се работи константно со луѓе кои што доаѓаат нели од различни позадини, од различни делови на Европа. Па треба доста ингеренции за комуникација, за организација, за маркетинг исто така. И затоа кажав, треба доста захтевност да си асистент, меѓутоа и голема привилегија исто така, бидејќи со самата таа комуникација со тие лица и на секојдневна база ни овозможува да се стекнат нови искуства, нови знаења, да се споделат истите помеѓу другите асистенти и воедно ти дава можност како да видиш како е да се организира некој настан од попрепознатлив карактер како што ги организираат ЕМСА Европа и да бидеш дел од самата организација на тие настани и затоа сметам дека токму таа работа на тоа повисоко ниво ја прави самата позиција на асистент да биде доста битна. Така, во текот на разговорот Јање и ти и јас нели напоменав па Александар за активните членови и за сите нели и за целиот тим на ЕМСА Македонија, па сакам да те прашам што може да добие еден студент ако стане дел од ЕМСА? Така, во поглед на социјален аспект и интеракција, би кажала незаменливо и незаборавно искуство и многу дружење. Меѓутоа, во студиски или образовен аспект, знаеме дека медицината бара огромна спремност и одговорност. Па така и сите вештини и практики кои што ќе се научат и ќе се стекнат во ЕМСА Македонија, може да ги искористиме понатака во секојдневниот живот и како студенти, меѓутоа и како идни здравствени кадри и лекари. Така, да. И сега ми интересира, нели, како што напомена и ти, самите придобивки кои што може да ги добие еден студент по медицина доколку стане член, дали активен, дали дел од тимот на ЕМСА Македонија и стане нели член и дел од самата организација. Александар, ме интересира колку ЕМСА влијае врз професионалниот развој и CV-то на еден студент. ЕМСА најмногу влијае преку стекнатите вештини на луѓето кои што ги добиваат од самите наши hands-on работилници како што спомна Ања преска. Доста влијае на тој начин што го збогатува самото CV на студентот, кој што понатаму ќе му биде од корист како што
си ја гради кариерата и се цели кон нели позицијата на иден лекар. Меѓутоа, јас би кажал дека ЕМСА пред се ги учи студентите на оние вештини, пак ќе ги спомнам, како што е како да си дел од тимот, како да организираш нешто, емоционална интелигенција и слично, кои што не се добиваат нели во склоп на самиот курикулум на факултетот. Па сметам дека сите овие вештини се на еден начин на дополнување на самото CV на студентот, бидејќи нели CV е што пишува на хартија, што ви се рекло. Меѓутоа, она што го носиме во нас, односно самите тие вештини кои што се стекнуваат, се оние кои што фактички утре може да направат промена во зависност од тоа нели кога идниот лекар ќе ги искористи во дадена ситуација. Така, Александар, ти благодарам многу. Сега, додека сме на самата средина нели од нашиот разговор и од нашата емисија, еве да откриеме веќе, ЕМСА Македонија ја најави 15-тата летна школа по ургентна медицина, која што ова лето ќе се одржи. Па еве, Ања, дали ќе може официјално и вака преку емисија да ни ја најавиш, да ни кажеш нешто повеќе, како ќе можат нели студенти да се пријават и каде ќе се одржи повеќе детали. Да, оваа година ја најавуваме 15-тата јубилејна летна школа по ургентна медицина на ЕМСА Македонија, која што ќе се одржи од 10 до 14 јули во хотел Аквалина во Охрид. Очекувајте изобилие од практични работилници, нешто што на студентите им омилено, богата социјална програма со дружење и вмрежување со интернационални студенти. Нема да откриваме премногу, меѓутоа можам да кажам дека оваа година ги надминуваме очекувањата и приготвуваме некои специјални изненадувања за сите учесници. Така, еве јас можам да искористам оваа шанса, нели сите студенти по медицина, не само од медицински факултет од Скопје, туку и од останатите факултети, да дојдат од 10 до 14 јули во хотел Аквалина во Охрид, да бидат дел од летната школа по ургентна медицина, со тоа што ќе се стекнат со многу практични вештини, практични знаења и како што се напомена и Тиања, ќе има нели богата социјална програма, нови познанства, нова дружба, па можам и да кажам и еден мини одмор после испитната сесија која што ни следува сега во јуни. Сега ми интересира, Александар, сакам да те прашам што е тоа што ја прави ЕМСА Македонија поразлично од другите организации? Тоа што ја прави ЕМСА Македонија поразлично од другите организации е тоа што ние сме еден начин дел од едно поголемо нешто, а тоа е ЕМСА Европа. Поразлично не прави соработката со ЕМСА Европа, каде што на интернационално ниво не поврзува со други факултативно медицински организации широм Европа. Па токму таа соработка ни дава доста голем простор за нови новитети, за нови проекти, да црпиме нови идеи кои што би можеле да ги имплементираме нели во нашите работилници и во кои што ќе можат студентите на нашиот факултет да стекнат некои нови вештини. Така, сега малце да се осврнеме и на тоа дека не вие само што ги имате раководните функции нели во ЕМСА Македонија, вие сте студенти, па пред некој период Тања ни беше на надпревар во Словенија, односно тоа беше надпревар по ургентна медицина со катедрата по семејна медицина при медицинскиот факултет во Скопје. Па ете, дали ќе може нешто повеќе да ни кажеш околу тоа и дали тоа можеме нешто такво од тој тип да очекуваме и на летната школа? Центарот за семејна медицина при медицинскиот факултет во Скопје соработува со симулацијскиот центар во Љубљана, кој што функционира заедно со Здравствен дом Љубљана. Сушност тоа е еден од првите центри на примарно ниво во Словенија,
и се залага за подобрување на медицинската едукација на здравствените работници со помош на еден друг поразличен метод, односно симулација. Best CPR е нивен проект кој што всушност представува надпревар помеѓу студенти за совладување на различни критични или ургентни состојби. Тој надпревар се одржува веќе 9 години на нивната територија, меѓутоа еве за прв пат ова година бевме повикани и ние како медицински факултет од Скопје. Јас со уште 4 студенти под менторство на професорката Катерина Ставрик, шеф на катедра по семејна медицина на медицинскиот факултет во Скопје. Проектот се одржа на 1 април во Љубљана. Искрено се опфаќаше доста голем ангажман. Имавме припреми повеќе од 6 месеци со сертифицирани едукатори од симулацијскиот центар од Љубљана, наши доктори, дел од катедра за семејна медицина, кои што неуморно работеа со нас и го посветија нивното знаење со цел да се покажеме во најдобро светло на надпреварот. И сега ние се вративме многу мотивирани од таму и пробуваме се повеќе да ја интегрираме и да ја имплементираме едукацијата со симулација на студентите, да добијат можност да видат нешто повеќе за таквиот начин на едукација, па да, очекувајте ги на летната школа со многу симулации, многу нови ургентни ситуации. Така, баш ми е мило тоа што го слушам и сега да ни испадне дека само не Лијања тука ни ја најави летната школа. Александар, што да очекуваат студентите од летна школа оваа година? Па јас би кажал оваа година да бидат спремни на одлична програма, меѓутоа покрај академскиот дел да очекуваат и поопуштена атмосфера. Ки има сосема нови работилници, сега да не издава многу, ќе бидат со време постирани на нашиот профил на Инстаграм и на нашите социјални мрежи. Би рекол да очекуваат добра социјална програма, бидејќи нели покрај академскиот дел сепак имаме и дружба. И се надевам дека ќе бидат доста мотивирани после летната школа и ќе споделат добри искуства на нивните колеги и другари. И јас исто се надевам дека ќе има огромен број на заинтересирани студенти, како од нашиот факултет, така и од другите останати факултети нели во нашата земја, па може и пошироко толку сакаат, слободно можат нели да се пријават и да дојдат. Со тоа што еве јас повторно ќе упатам еден апел да се пријават, но и да ги заследат официјалните Инстаграм профили на ЕМСА Македонија, ЕМСА Македонија, односно за летната школа профилот што е, исто така ЕМСА Симпозиум профилот, и тоа се фактички трите профили кои што ги води ЕМСА Македонија и се во склоп, односно ги вработуваат настаните кои што се дел од ЕМСА. Сега еве за крај, кога направивме нели еден цел преглед низ призмата наречена ЕМСА, Ања, на кој проект си најмногу горда и е твој омилен од досегашното искуство и тоа колку веќе е 5-та година во ЕМС? Тоа е проект кој што е дел од столба за медицинска наука и истражување, научниот симпозиум, поточно хируршкиот симпозиум кој што го организиравме во месец ноември, заедно со представник од мрежата на млади европски амбасадори We Balkans. Симпозиумот беше на тема современи хируршки практики од пасија до прецизност, па вклучуваше доста многу практични работилници, предавања, предводени од експерти, хирурзи од нашата клиника, предавачи на медицинскиот факултет, професори. Имавме многу студенти, богата социјална програма и навистина нешто што, да кажем, уникатно за нашата организација и до тогаш се немаше случајно и се надевам дека ќе го повториме во иднина. И јас искрено се надевам и еве веќе нели движејќи кон крајот на емисијата, Александар, за крај кој е најубавиот дел од тоа да се биде дел од ЕМС? Па прво нешто што ми доаѓа на ум е луѓето, бидејќи во моите 5 години како што сум во ЕМСА Македонија имав чест да сретнам многу студенти кои што имаме иста визија, исти амбиции, мотивации,
имаат произлезено доста пријателства кои што ќе ми траат до живот. Второ нешто што би додал се искуствата, бидејќи ЕМСА Македонија не е само заедница во која што те учи на нови вештини и да учествуваш во работилници. Меѓутоа ЕМСА Македонија напротив е заедница во која што те поврзува на еден начин со доста луѓе, во кои што споделуваш различни искуства, различни идеи и тие искуства ќе ти останат доживотно и на еден начин кога ќе сите еве старееме, кога ќе се потсетиме за едно 30-40 години, ќе се потсетиме само на убавите моменти кои што сме ги поминале заедно токму во студентските денови, односно во ЕМСА, додека сме биле заедно. Така, Александар. И еве, дечки, за самиот крај, едно заедничко прашање за двајцата, еве Ања првин. Ања, сакам со една реченица да ми опишеш ЕМСА Македонија. Ако треба да издвојам една, иако јас би кажала многу реченици за ЕМСА Македонија, тоа е една структура која што им помага на студентите да се себе препознаат, развијат и да придонесат за доброто на сите. Така, Александар. ЕМСА Македонија се води по еден слоган, јас ќе го цитирам, тоа е акта нон верба, бидејќи делата секогаш се погласни од зборовите. Така, апсолутно ќе се согласам. Дечки, јас ви благодарам многу што бевте мои гости, што еве се потрудивме и јас дека успеавме да ја представиме ЕМСА Македонија достоинствено, со тоа што ги запознавме студентите кои што не се запознаени за каква организација е ЕМСА, па и идните студенти на медицински факултет кои што ќе се запишуваат, ќе имаат еве можност ова да остане како еден траен белег за ЕМСА Македонија и ќе можат да видат како ЕМСА функционирала некогаш, ако збориме за сега, за 5 до 10 години од сега. Јас ви благодарам уште еднаш многу, ви постакувам многу успех како во ЕМСА во организацијата, така и во студирањето, односно успех на факултетот, затоа што вие сте веќе во последната година од студиите. Така што ми беше навистина чест и задоволство и се надевам дека ќе имаме некои следни прилики за ваква дружба. Ти благодариме, Филип, на поканата, навистина многу убав разговор, навистина пријатно искуство и се надевам дека во иднина ќе го повториме пак. Благодарам и јас на вас уште еднаш, драги почитувани студенти, драги гледачи. Ова беше ЕМСА Македонија. Како што напоменав и во текот на емисијата, можете да ги заследите социјалните мрежи на ЕМСА Македонија и да бидете во текст со сите неви настани, како студентски настани, така и настани кои што ја засегаат јавноста, затоа што ЕМСА има столб токму за јавно здравје. Ви благодарам уште еднаш и се гледаме во следното издание на Студентски пулс.